Заштита на правото на собственост како и наследното право, особено за жртвите од семејно насилство кои пријавуваат економска злоупотреба. Ова е новиот проект на кој работи Центарот за правна помош од невладината Женски форум. Оттаму велат дека речиси сите жртви имаат проблеми со местото на живење и поделбата на имотот, особено ако е стекнат во брак. Сега со новиот закон со кој се предлагаат привремени мерки, дадена е можност за отстранување на сторителот на семејно насилство од домот без разлика на собственоста, и тоа се прави во најитна постапка преку Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, ние во Тетово се соочуваме со еден голем проблем, а тоа е фактот дека отстранувајќи го сторителот од домот, ние понатаму со задржување во полициска станица, во законски предвиден рок колку што е тоа можно, не обезбедуваме заштита на жртвата затоа што сторителот може слободно да се врати во домот, а понатаму со отстранување негово од домот, каде ние го носиме? И каде понатаму со жртвата? И како ние да ја обезбедиме понатаму заштита, додека трае, да речеме, бракоразводна постапка, привремена мерка за заштита која ќе биде изречена од судот? Во Центарот се повеќе се работи на имплементација на новиот закон за спречување, превенција и заштита од семејно насилство, во соработка со Центарот за социјална работа, јавното обвинителство како и Министерството за внатрешни работи. Овој закон е во примена од 1 јануари 2015 година. И покрај правната заштита од семејно насилство како општествено зло генерализирано, овој проект дава поддршка на жените и на мажи, иако спомнав дека во 2016 година немаме пријавители на насилство мажи, им дава поддршка во заштита на нивните права од наследување и од имотно-правните односи во брачна, односно во мрачна заедница. Центарот за правна помош при невладината Женски форум функционира веќе 15 години. Дава правни совети и заштита, но оттаму сметаат дека ланецот на институции не работи взаемно, па затоа не може да им се даде целосна помош на жртвите од семејно насилство.